Благодарам, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Во моето обраќање, јас ќе имам три основни тези и кои што ќе ги докажам една по една. Првата теза е дека како и во секоја друга област, владата на Зоран Заев нема исполнето ниту едно, нула, зеро ветувања кон земјоделците. Зошто? Затоа што наредните 2 месеци Зоран Заев повторно ќе оди и ќе крстосува по Македонија, со истите лаги, истите фрази и истите кажувања. Сето она што сега ќе го ветува, имаше 3 години да го реализира, но не го направи. Втората основна теза, која што ќе ја докажам преку бројки, тоа е дека Македонија буквално исчезнува и ќе ги спомнам тутунските региони, каде што има земјоделци, каде што има тутуноодгледувачи. И трето, дека оваа влада и оваа гарнитура не нуди никаква перспектива на Македонија. Одиме поред. Една по една. Почитувани присутни, би сакал да ја подсетам македонската јавност на лажливите, лицемерни зборови полни со хипокризија на Зоран Заев, кажани во Тиквешијата на 28 ноември 2016 година, 2 недели пред изборите, како носител во 4-та изборна единица. Значи, еве ги зборовите на Зоран Заев, од кои што треба да се срами, но нема ни срамни перде. Што им вети тогаш Зоран Заев на земјоделците? Цитат од Зоран Заев: македонскиот земјоделец ќе биде достоинствен и ќе има гарантиран откуп на земјоделските производи, кажа Заев. Значи, сето тоа го кажа во Тиквешијата на митинг во Неготино, пред луѓе и пред народ. Истото го кажа и во Росоман, еве ги цитатите, истото го кажа во Кавадарци, истото го кажа во Битолско, во Струмичко и секаде. Продолжувам со лажливите, лицемерни, полни со хипокризија ветувања Зоран Заев. Вели, цитирам: има побарувачка на храна, недозволиво е ова што случува во Македонија. И вели Зоран Заев: овде сум да ви го дадам зборот. Зборот е збор. Да ви најавам светла иднина, драги земјоделци. Продолжува Заев: јас имам работено земјоделство и знам и ви гарантирам дека ова е последна реколта во која сте подценети и згазени. Продолжува Заев и вели: државата ќе гарантира откуп на грозјето и на сите земјоделски производи, заврши Заев. Кај ви се ветувањата, колеги од СДСМ? Што бидна со овие зборови и со ова лажење без усул на Зоран Заев, кој што сега повторно ќе го повторува? Не е ли ова измама? Понатаму, Заев продолжува: вечерва сум овде целосно убеден во победата и да ја најавам иднината. Немаше победа, имаше пораз. И вели да го најавам животот во Македонија. Не донесе живот, донесе исолување, единствено го смени името на Македонија, без согласност од македонскиот народ и од граѓаните на Македонија. Понатаму продолжува Заев. Значи, 2 недели пред изборите 2016 година. Вели: почитувани лозари, заврши времето на маката, на губење на достоинството, честа и почета. Следната есен, 2017 година, новата влада ќе гарантира откуп на грозјето и ќе ја гарантираме цената на грозјето. Заев продолжува, цитирам: уште на пролет, помеѓу Свети Трифун, кога се зарожува грозјето, до мај, мисли на 2017 година, ќе објавиме цената и на белото, и на црното грозје, да знаете однапред по која цена ќе ви биде платен родот. Заев завршува: државата однапред ќе го плати грозјето, а ние ќе си имаме работа со откупувачите. Не е ли срамота волку човек да лаже, почитувани присутни? Сакате уште еднаш да ви ги прочитам зборовите на претседателот на СДСМ, ова лажење без усул, оваа хипокризија и оваа манипулација? Еве уште еднаш, затоа што срамот е ваш. Заев вели: следната есен до година 2017, не само 2017, еве ви и 2020 дојде. Значи, вели, следната есен државата преку новата влада на СДСМ
ќе гарантира откуп на грозјето и ќе гарантираме цената на грозјето и сите земјоделски производи. Уште на пролет, драги земјоделци, помеѓу Свети Трифун, кога се зарежува грозјето до мај, ќе објавиме цената и на белото и на црното грозје. Да знаете однапред, драги земјоделци, по која цена ќе ви биде платен родот, вели Заев. Заев завршува и кажува: државата однапред ќе го плати грозјето, а ние ќе си имаме работа со откупувачите. Реализирано ли ова, почитувани членови на СДСМ, пратеници, функционери и сето останато? Ништо не е изреализирано. Се што е кажано, се е излажано. Понатаму вели, покрај за грозјето, вели Заев, новата влада на СДСМ ќе се погрижи за откупот на пченицата, на јаболкото, тутунот и на дел од градинарските производи. Кој образ го има овој човек, почитувани присутни? Ова не го збори човек со образ. Гледа во очи и нема работа за која што нема излажано. Понатаму вели Заев, цитат: тоа ќе го направиме зашто станува збор за стратешки производи, од кои народот живее и плаќа сметки и даноци. Овој концепт на враќање на парите назад до граѓаните ќе биде иднината и така натаму и така натаму. Вели државата ќе гарантира откуп со сите исплати на грозјето и ќе излезе на крај со откупувачите, и ако треба некој да губи поради овие промени на пазарот, ќе губи државата, а не народот, потенцира Заев. И така натаму, и така натаму. Има ли збор, има ли реченица, почитувани гласачи на Зоран Заев, следбеница на неговите лик и дело, каде што ова не е излажано? Зошто за вас е сега навреда? Зошто ве вознемирува кога ви ги читаме говорите со кои што Зоран Заев ветуваше секому се и сешто? Еве ја програмата, ништо не е реализирано. Сега во делот на живот во Македонија ќе ви прочитам демографски податоци. Зошто? Затоа што се е джабе без луѓе. Еве и бројки, а бројките не лошат. Тутуно производители имате во Прилеп. Во Прилеп во периодот пред 4 години, во првите 9 месеци имавме 620 родени бебиња. Со донесениот живот во Македонија имаме 450. Знаете колку ви е пат тоа? 170. Помалце родени деца. Рецесија на животот од 30%. Прилеп исчезнува. Прилеп биолошки исчезнува. Демантирајте ги овие бројки. Исчезнува Пелагонија, ќе ви кажам уште бројки. Еве Битола, најголем град во Пелагонија, има многу тутунопроизводители. Битола имаше 700 родени пред 4 години, во првите 9 месеци, сега има 530. Што е ова? Рецесија на животот, 35% пад. 35% пад. Не 2%, не 3%, не 5%. 35% почитувани имате помалце за живот во Македонија. Екзодус имате од Битола. Битола останува без дуќани на широк сокак. Битола падна на 50.000 жители, од кои што најголем број на пензионери. Долнени. Еве ви го Долнени. Долнени имаше 170 родени деца во првите 9 месеци пред 4 години, сега има 120. 50 пад. Знаете ли колку ви е тоа пад? 30% почитувани присутни. Долнени. Долнени ќе остане без народ. Жив човек нема да остане со вашиве политики. Сакате ли за Кривогаштани? Биле 41 родено дете, сега 27. Рецесија исто 30 и кусур посто во првите 9 месеци. Сакате ли за Новаци? Таму има многу тутунопроизводители, тоа ви е битолскиот регион. Таму е преполовено, таму рецесијата е 50%. Пред 4 години во Новац имало 30 родени бебиња, сега има 15. Па ова ако не е пустош, не знам што е пустош. Преполовено. Вие велевте режим, катастрофа, ќе ги враите младите. Од тоа ваше враќање на младите, тој живот во Македонија, имате 50% помалце родени деца во првите 9 месеци во Новаци. Сакате Струмица? Еве го, во време на поднаводници режимот, 520 родени деца, 2019 405, минус 115, рецесија 23% во Струмица на Зоран Заев. Бројки за живот во Македонија? Не, катастрофа општа. Така што ова лажење на Зоран Заев и на земјоделците, и на јавноста, и на народот има цена.
а цената е Македонија се пустоши и празни како никогаш досега. Македонија останува без земјоделци, а вие тука си носите закони. Благодарам.